Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Драги слушатели, денес продолжуваме со обработка на глава 3 од Евангелието според Матеј. Ке размислуваме за почетокот на јавната служба на Јован Крстител и моментот кога тој го крштеваше Господ Исус. Како што видовме во претходната епизода, Јован беше само гласник, чија задача беше да го подготви патот за царот. Слушнете дел од неговата порака. Стих 10. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Во Новиот Завет давањето плод често се спомнува како тема. Секое дрво дава одреден плод. Например, јаболкницата може да дава само јаболки, крушата само крушки и така натаму. Јован вели дека секирата веќе лежи до коренот на дрвото. Зошто? Тој зборува за оние дрвја што не даваат добри плодови. Од јаболкницата се очекува да дава сочни и здрави плодови, но ако почне да дава скапани плодови, тоа значи дека нешто не е во ред со нејзиниот корен. Поентата на Јован е дека Бог ќе се справи со оние што исповедаат вера во Него, но не даваат плодови на праведност. Секое лошо дрво ќе биде одсечено. Слушнете што вели во стих 11. Јас ве крштавам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Би сакал накратко да ги искоментирам овие зборови. Јован вели: Јас ве крштавам со вода за покаяние, но оној што иде по мене ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Сега живееме во добата во која Исус Христос крштева со Светиот Дух. И таа доба трае речиси 2000 години. Кога ќе се врати повторпат на оваа земја, Исус ќе крштева со оган, односно ќе им суди на грешниците. Некој можеби ќе рече: Јас мислев дека крштевањето со оган се случи на Педесетница, кога Светиот Дух се спушти врз апостолите и тоа покрај другото се пројави преку огнени јазици врз нивните глави. Но треба да го прочитате тој текст повторно. Таму, покрај другото, пишува дека Светиот Дух дојде и се слушна нешто како силен ветар, и врз нивните глави се појавија јазици како од оган. Значи имаше ветар и нешто што наликуваше на оган. Според мене, тоа не е крштевањето со оган. Тоа крштевање ќе се случи при второто Христово доаѓање. А во меѓувреме, сите што веруваат во Него ќе го примат Светиот Дух, односно ќе бидат крстени со Духот. Секој што го има Духот е дел од Божјото семејство. Тоа е една од најважните вистини што ги дознаваме од Светото Писмо. Ке продолжам со читање, стихови 12 и 13. Лопатата е во рацете негови, и тој ќе го очисти гумното свое, и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе ја изгори со оган што не гасне. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан, кај Јован, за да биде крстен од него. Ова е интересно. Мислам дека многумина сакаат да знаат зошто Исус се крштеваше. Зарем не беше крштевањето за оние кои доаѓаа со покаяние? Стихови 14 и 15. А Јован го одвраќаше велејки: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Но Исус му одговори и рече: Остави го сега тоа, зашто нам ни престои да ја исполниме секоја правда. Тогаш Јован се сложи.
Мислам дека е време да го одговориме прашањето за Исусовото крштение. Би сакал да ве прашам вам, што мислите? Зошто Исус се крштеваше? Мислам дека на ова прашање ќе бидат дадени неколку различни одговори, но текстот ни вели, за да се исполни секоја правда. Исус всушност се поистовети со грешното човештво. Во Исаја, глава 53, стих 12, се вели дека тој беше вбројан меѓу грешниците. Царот дојде на овој свет и се поистовети, се идентификува со оние што се на многу пониска положба од неговата. Мое лично верување е дека крштевањето во овој контекст значи поистоветување. Господ Исус дојде на овој свет и се поистовети со нас. Тоа е мое лично убедување во однос на овие стихови. Сакам да имате на ум уште нешто. Причината поради која Исус се крсти не беше за да ни покаже пример. Тој е свет. Тој немаше потреба да се кае за гревовите, но ние ја имаме таа потреба. Тој беше и се уште е свет, неопоганет и различен од нас грешниците. Но има уште нешто важно кое треба да се напомене. Неговата смрт беше еден вид на крштение. Во Матеј, глава 20, стих 22, тој им вели на Јаков и Јован: можете ли да се крстите со истото крштение како мене? Во тој стих Исус зборува за својата смрт, така што покрај другото, ова крштение беше еден вид на предслика и на смртта на Господ Исус на Голгота. И за крај, за време на ова крштение, таткото јавно го потврди идентитетот на синот и го прати Светиот Дух да се спушти врз него. Се што Исус правеше, го правеше со силата на Светиот Дух. Кога тој јавно се поистовети со нас грешниците преку крштевањето, Небесниот Татко пред сите го потврди неговиот идентитет, но и неговиот повик. Како што Христос се поистовети со нас за да не спаси, така и ние сме повикани да се поистоветиме со Него преку вера, за да бидеме спасени. Исус се поистовети со нас преку крштението, а апостолот Петар во 1 Петрово, глава 3, стих 21, вели дека ние се спасуваме преку крштението. Што значи тоа? Дали секој што ќе се крсти во вода ќе го добие спасението? Не би рекол. Поентата е дека секој што се крштева, односно поистоветува со Христос, ќе биде спасен. Да не бидам сватен погрешно, јас не велам дека водното крштение не е важно. Далеку од тоа, во писмото јасно ни се вели дека треба и на тој начин да се поистоветиме со Христос. Но првичното поистоветување со Него е преку вера и покаяние, па потоа следува водното крштение. Ова е многу важна вистина и можеби има потреба и повеќе да се зборува за неа, бидејќи темата крштение е една од централните во христијанската вера и пракса. Низ годините, христијаните од различни традиции дебатирале за оваа тема и не секогаш се согласувале во своите заклучоци. Она што засега треба да го имаме на ум, особено во контекст на овој настан, е дека преку крштението Исус се поистовети со нас, а преку нашето крштение во духот, а и водно, ние се поистоветуваме со Него. Исус му рече на Јован: остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда. А Јован го послуша. Продолжуваме со читање. Стихови 16 и 17. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божи, како слегува, како гулаб и се спушта над него. И ете, глас од небесата говореше: овој е мојот возљубен син, кој е по мојата волја.
Патем го забележавте ли присуството на Светото Тројство во овие стихови? Читаме за Господ Исус, кој се крштеваше. Потоа, Духот Божи слезе врз него во форма на гулаб и на крајот, преку глас од небото, Отецот изјави: Овој е мојот возљубен син, кој е по мојата волја. Царот се поистовети со луѓето и со тоа ја исполни волјата на Отецот. Господ Исус е навистина прекрасен цар. Со тоа доаѓаме до глава 4 од Евангелието според Матеј. Тука ќе читаме за периодот во кој Исус постеше, а потоа и беше искушуван во пустината. Всушност, тој се поистовети со нас луѓето уште при самото раѓање. Не дојде на овој свет во некоја друга форма, туку како човек. Се роди како човек, живееше како човек и во се беше ист како нас, освен во едно нешто. Не знаеше за грев. Тој ги зеде нашите гревови врз себе, но свој грев немаше. Откако се крсти, Исус беше однесен во пустината од страна на Божјиот дух со една главна цел – да биде тестиран. Исус се поистовети со луѓето, но прашањето е дали е ист како нив или може да им се спротистави на искушението и злото. Пред да почнеме да го читаме текстот од Матеј глава 4, сакам накратко барем да дадам одговор на овие прашања, се со цел текстот да ни биде појасен. На што мислиме кога велиме дека Исус беше тестиран или искушуван? Зборот искушение е збор кој всушност има двојно значење. Неговото главно значење се однесува на поттикот да се направи зло, да се застрани од Божјата волја или да се биде заведен. Ние луѓето, поради нашата грешна природа, сме склони да бидеме заведени од страна на сатаната. Но, во Јован глава 14, стих 30, Господ Исус зборува за сатаната и вели: но тој нема власт над мене. Значи таа склоност кон злото, која е реална во нас, не беше присутна и во Исус. Во нас има нешто поради кое лесно паѓаме на искушенијата, но Исус беше поинаков. Второто значење на зборот искушение значи тестирање. Во книгата Создавање, глава 22, стих 1, читаме дека Бог го искушуваше Авраам. Тоа не значи дека Бог сакаше да го наведе Авраам на зло. Во Јаков, глава 1, стих 13, читаме дека Бог никого не наведува на зло. Неговата цел беше да ја тестира или испита искреноста и длабочината на верата на Авраам. Значи Духот го однесе Исус во пустината да биде искушуван, односно тестиран. Прашањето е дали Исус можеше да падне при овој испит. Се разбира дека не. Тој не можеше да падне. Денес има свештени лица и проповедници што тврдат дека беше сосема возможно за Исус да потклекне на искушенијата во пустината. Но, според мене, тоа не беше возможно. Врз основа на оваа моја изјава, некој сигурно ќе праша: тогаш, ако Исус не можеше да потклекне на овие искушенија и да падне на овој тест, дали ово искушение беше воопшто реално и вистинито? Се разбира дека неговото искушение беше реално и вистинито. Искушенијата низ кои тој мина додека беше во пустината, а да не зборувам и за оние пред распнувањето, беа поголеми од се што ние сме доживеале во животот. Неговото искушување беше за да се докаже дека е совршен. За подобро да го разберете тоа што сакам да го кажам, ќе се послужам со една случка од моето детство. Кога бев мало дете, живеев во западен Тексас, во град низ кој минуваше познатиот пат наречен Санта Фе.
Во близина на нашиот град се наоѓаше и реката Бразос, која во лето немаше многу вода. Но во зима имаше толку многу вода, што мислам дека и воен брод можеше да плови низ неа. Една зима се случи реката да излезе од своето корито и да го уништи локалниот мост низ кој минуваше железницата. Поради тоа, одредено време немавме возови кои доаѓаа до и од нашиот град. Но локалните власти работеа на проблемот и конечно по одреден период успеа да го обноват мостот и железничката пруга. Еден ден, додека си седевме по дома, слушнавме многу силен звук од локомотива. Сите бевме изненадени и излеговме да видиме зашто станува збор. Кога се приближивме до мостот, забележавме дека на него имаше поставено 2 големи локомотиви. Еден од луѓето што живееа во нашиот град му пристапи на главниот инженер и го праша: "Што правите со овие 2 локомотиви? Да не сакате да го урнете мостот што сте ги поставиле на него?" Главниот инженер одговори: "Не, ние само го тестираме мостот. Сакаме да докажеме дека не може да се сруши." Тоа е причината поради која Господ Исус беше тестиран, за да докаже, да демонстрира дека не може да потклекне пред лицето на злото. Неговите искушенија беа многу поголеми од нашите, а сепак ги издржа. Знаете, ние луѓето имаме релативно мал капацитет за издржливост. Ако се соочиме со одредено искушение и имаме некој друг притисок во животот, големи се шансите дека ќе попуштиме и ќе потклекнеме. Но Исус никогаш не потклекна. Колку и да се зголемуваше притисокот врз него, тој издржа до крај. Ние сме како мостови што можат да држат мала тежина. Тој е како мост врз кој можете да ставите колку сакате локомотиви и нема да се сруши. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Додека ги обработуваме овие стихови, ќе направам споредба помеѓу искушението на Ева во Едемската градина и искушението на Исус во пустината. Двајцата беа искушувани во различна околина и под различни околности, и двајцата се соочија со искушението на различен начин. Стихови 1 до 3. Тогаш духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: "Ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови." И Ева прво се соочи со така наречено физичко, односно телесно искушение. Змијата и рече да касне од плодот, и таа го стори тоа. Сатаната му рече на Исус да ги претвори камењата во леб, но забележете ја реакцијата на Исус. Стих 4. А тој му одговори и рече: "Напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога." Овој цитат се наоѓа во Повторени закони, глава 8, стих 3. Исус го знаеше писмото и преку писмото му се спротистави на сатаната. И ние треба да го правиме истото. За жал, Ева не му се спротистави на сатаната, повикувајќи се на Божите зборови. Во стих 5 читаме за второто искушение. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: "Ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат, и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен." Ова е цитат од Псалм 91, стихови 11 и 12. Второто искушение е духовно по својата природа, за разлика од првото, кое беше физичко, односно телесно.
Забележете ја реакцијата на Господ Исус во стих 7. А Исус му рече: напишано е исто така: не искушувај го Господ твојот Бог. Овој цитат се наоѓа во Повторени закони, глава 6, стих 16. Стих 8. Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. Би можеле да кажеме дека ова искушение е психолошко по природа. Сатаната му ги покажа сите царства од светот и сета нивна слава. Верувајте ми, луѓето копнеат по моќ и по слава. Ева копнееше по тие нешта и затоа проба од плодот. За разлика од неа, Исус реагираше поинаку. Слушнете ги неговите зборови во стих 10. Исус му рече: бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: на Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Исус повторно го цитира писмото. Овие зборови се наоѓаат во Повторени закони, глава 6, стих 13 и глава 10, стих 20. Драги пријатели, самиот факт што Господ Исус му се спротистави на сатаната преку цитирање на писмото има големо значење и важна порака за сите нас. Зошто многумина од нас имаат потешкотии во обидот да живееме христијански живот? Поради непознавањето на Божиот збор. Самиот Господ Исус се спротистави на сатаната преку цитирање на Божиот збор. Јас верувам дека во Божиот збор има решение и мудрост за секој наш проблем. Тоа не значи дека во Библијата се обработува секоја можна ситуација во која можеме да се најдеме. Но сепак, во неа имаме мудрост за да знаеме како да му пристапиме на се што ни се случува. Тоа е една од главните причини зошто треба добро да ја познаваме Библијата. Забележете дека Исус во секој свој одговор се навраќаше назад на писмото. Тој не му рече на сатаната: мислам дека не ти е паметна оваа или таа идеја. Туку многу јасно и директно велеше: напишано е. Тоа е одговорот за сите наши искушенија. Да знаеме и да се подсетуваме што Бог кажал во Библијата. Дури и сатаната знаеше дека Исусовите одговори се навистина добри. Слушнете што пишува во стих 11. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Во едно од другите евангелија пишува дека ѓаволот го остави одреден период. Сигурен сум дека сатаната постојано се враќаше кај Исус да го искушува. А следното, најголемо искушение, мислам дека беше во Гетсеманската градина. Исус не потклекна на искушенијата во пустината и со тоа покажа дека е цар што може да се спротистави на злото, за разлика од нас, луѓето. Тој покажа дека може да се соочи со сатаната и да го победи. Никој друг не го сторил тоа пред него, ниту после него. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.